година, затоа што предците се секогаш поврзани со плодноста во старинските митологии. Во исто време, например, дури во Стариот Рим, имаме многу обичаи кои се поврзани со либер патерн. Тоа е веќе време на инициацијата на девојчињата и на машките од редот на деца во редот на зрели. Тогаш и таа тога која имала модра лента ја отфрлале и земале тога за возрастни и станувале гласачи. Тоа на 14 години веќе тоа се случувало и имало либер патерн, тој е бог на машките, а Либера е бог на женските. Еве тоа го имаме и кај нас, например, сега во прочкарските обичаи. Имаме машки обичаи во неделата и во среда тримерите се. Како женски празник тримерите ги имаме. Значи, многу имаме сличности со тие архајски обичаи кои се овде. Само се превземали и се модифицирале, како што разбирам. Човечкиот мозок е тој, човечките можности се тие. Одговорот кон некои ритуални ситуации е многу сличен. Значи, тој одговор некаде може да се земе цел Медитеран и да се заврши дури некаде во Кавказ или во Русија, на тој потез. Значи, многу се слични обичаите и одговорите на одредени функции кои му требаат на општеството. Главно во овој период, значи, имало многу магиски активности, но сепак клучните магиски активности биле на чисти понеделник после прочка. Затоа подоцна магиски активности, а на чисти понеделник. Некој магии за чистење, веројатно. Па тоа и за чистење меѓу другото. На чисти понеделник сите треба да бидат ритуално чисти, затоа што во неделата го направили онај главниот обред. Прво е простувањето, тоа е центарот на сето, простувањето. Дури свештениците во црквата си простуваат. Дури има мит дека тогаш небото и земјата се скарани и на прочка си простуваат едни на други, а камоли луѓето кои треба да се помират. Самото помирување е еден голем и многу важен чин во животот на луѓето, бидејќи само луѓето простуваат. Животните воопшто го немаат концептот на простување. Ако му се јади, ќе те изеде. Ако не, ќе те остави. Нема да има време нема да можеш да повараш прошка. Мислам и нема да имаш шанс да се налутиш од изгрешувањето ќе те изеде. Да, затоа што сме суетни. Ние да не сме толку суетни луѓето или грешни на друг начин, ние многу побрзо ќе се простуваме. Но ние сме такви. Понекогаш и се караме без никакви причини, чисто од наша суета. Многу често. Многу често, како да сме ние центар на светот. Овие празници те учат дека не си ти центар на светот. Има нешто пошироко и поголемо од тебе, заедницата и некоја си вера. Значи, Бог да не постоел, треба да се измисли. Затоа што луѓето сепак мораат во нешто да веруваат. Како да е, прочката започнува со свечена ручек. Прво се оди нормално во црква од Сабајле, имаме опходи, имаме маскирани поворки, во различни делови на Македонија различно се слави. Например, само во Прилеп и Струмичко имаме маскирани поворки. Значи, ние што ги нарекуваме овде мечкари, во Прилеп ги се нарекувале, сега веќе од 1996 година, кога имаме организирана форма, тоа е карневал. Пред тоа не беше карневал. Се оди в црква, значи, се слуша молитва. Во саботата веќе сме биле на гробишта, некои на прочка дури одат и на гробишта носат од јадењето. Колку што се сеќавам како дете, на самиот ден ме носе на гробишта, мислам одеја моите. Тука сме посебни прилепчани. И тоа беше само на прочка, освен од свеќење, гробиштата беа шарени, затоа што во главно децата беа маскирани. Да, маскирани се одеше. До 96-та година тоа беше семеен празник. Значи, прочката, самиот ден почнува со опход. Децата си одат, значи, по роднини, ги посетуваат роднините, блосојат за убава година да има, среќа, берикет, сите тие работи и за тоа биваат дарувани. Со време почнаа да прават и сладки, да прават и мезиња, сецкани, чајни колбаси, знаете. Така. Но тоа е нешто нетипично, с него направиле, с него усвоиле, со здравие да си го носиме. Со здравие да си го славиме. Така, да си го славиме. Порано дечињата добивале, значи,
емиш, значи можело да бидат мандарини, јаболка, костени, значи се даваат и мртовечки понуди, а то се оревите, костените се сметаат како мртовечка храна, специјални колачиња кои се прават и добиваат и пари децата. Се сеќавам на детството на Прочка, со душа чекав и најблиско во тие 7 недели си собирав прво Прочка, па Великден за нови патеки напролет пари. Обично тука е и поентата, значи тоа е време на давање, значи подарување кое го имаме на западот, кај нас како поскромни нормално и посиромашни, сте можеле да даваме мали дарови, плюс кај нас нема таква индустрија на дарови, нема што да подариш освен храна, не. Сега можеби и можеме да купиме нешто, но во минатото го немало. Храната било култен елемент затоа што било многу посакувана, ја немало. И затоа луѓето со душа ги чекале празниците за да зајадат нешто, например, да почне да се јади првиот мет ако ти дозволат да касниш тога, затоа што треба да се чека до Благоед за првиот мет. Значи уште не е почнато. А тоа имало табуи. Значи дури да имате мет, вие до Благовец не смеете да пробате од медот, затоа што мислите тоа е табуирано дека нешто ќе ви се случи. Суеверија, верувања. Апсолутно. Не смеш да го јадиш, исто како што до ден денешен има луѓе па што се постат секој среда и петок, затоа што се плашат дека ќе им се случи нешто. Иако не треба, точно се знае канонски кои среди, кои петоци се постат, тие ги постат сите, но избор човечки. Главно, ручекот треба да биде свечен, да има печено месо, тоа е последниот ден кога смее да се јади. Јагнешко многу се јади, кај нас имаме многу силна традиција на она жртва. А жртвата е искупна, знаете. Тоа е уште од Стариот Завет, колењето, кога е забрането колењето на синовите како жртва на Јахве. И искупна жртва ќе биде јагнето. Значи Исус Христос како што е искупна жртва за нас христијаните, значи тој умрел во име на сите луѓе, така јагнето денес не е нас како искупна жртва со која ние треба да славиме. Посебно на Великден тоа треба да го има, но и на Прочка го има, ако не друго, веќе сега со фрижитерите имаме и јагнешки джигери да можеме да направиме чорба. Главно завршува со амкање јајца, кога навредено се врзува конец со јазли. Јазлите се многу битни и се става јајцето, се врти над трпезата и сите деца пробуваат да го каснат. Тоа дете што ќе успее да го касна јајцето, тоа ќе биде среќно за цела година. Тоа е истото она што се одбира со парето во зелникот, кој ќе биде насреќен, било на богојавление, било некаде во Македонија на Бадник, некаде на Василица, како што е случајот во Прилеп. Главно обредните... Ритуалче со награда е важно, секој празник си има. Да, ритуалче со награда и тој ќе биде најсреќен. Значи, вечерта мора сите да си бидат дома и со првото кога ќе падне сонцето, значи со првиот самрак мора да се затворат вратите и до сабајлето да се биде, значи до чисти понеделник дома, само семејството. Многу семејство тогаш го прават тамкањето навечер, што не е грешка, исто е, значи точно. И има други ритуали, порано имало со стоката, и има еден ритуал со предвидување од тој конец на кој е врзано јајцето, се предвидува која жена стара во малото, тоаш биле села, нели? Во селото која прва ќе умре годината. Ова не знаев дека предвидували и смрт. Значи се пали конецот. И тој почнува да гори. Прво почнува да гори до првиот јазол, кој е наречен, да речеме, Митра. Вториот јазол е Стара Петкана. И секој јазол ќе го наречите вие со едно име од... И ќе кажеш, гори Петкано Вештерке, гори Славицо Вештерке. Значи, како што оди конецот и кај што ќе застане, значи, последниот, предходните сите треба да умрат, да изгорат, така се вели. На тој ден, значи, исто се гледа по тој конец, тоа е со пропаѓање во восок, со горење, на исти начин, младите моми предвидуваат кој од нив ќе се омаши. Инаку, овие празници... Очекував ова прво со мажачкава, момирачкава ми изненади дефинитивно. Значи, тоа е народот во неможност да си
да предвиди, да речеме, и годината. Каква ќе ти биде годината, зависи дали ќе има глад во семејството или ќе има благосостојба, дали ќе роди или не. Лоша година, смрт имало на големо, значи не било играчка во тоа време, кога нема ни доктори, ни транспорт развиен, ни стоки да се купуваат, да се внесуваат, со што ќе ги платите во тоа време. Ние често зборуваме, тоа има златници или ова сокриено. Какви црни златници? Ние сме биле сиромашни, златник немаме видено, по некој акче сме чувале колку за порез на турците и толку било, немало пари. Главно како да е, многу карактеристична е че на Екањас прочката заради касапите. Мечкарите, кои ги има само на неколку места во оваа форма, јас мислам дека барем до 2005-2006 година Прилеп имаше најоригинална маска или сурат кој се нарекува, направено од чоја, тоаш беа облечени во пресни кожи кои смрдат. Зошто? Тие се демони на предците, тие треба да смрдат, идат од оној свет. Некогаш тие неколку дена пред прочка, 3-4 дена пред прочка биле во пештери со табу за палење огин, не смело да се запали огин, имало ритуално пиење и било задолжително да се зборува безобразно и да се вреѓа. Уште при самата средба, јас лично на истражувања ги имам видено касапите кога се облекуваат, тоа се вика се врзуваат во зибијата рано наутро и уште почнуваат онде, уште кога ќе идат луѓето, нормално не седеа, не дежураја по неколку дена како некоја што било, но кога тие ќе се собираат во зибијата, мушне безобразно се поздравуваат. Па може и тоа да излезе негативната енергија. Исто тоа, но тоа е ритуално. Пиењето и негативното зборување, ласцивните движења, значи оние сексуални емитации, се дел од тие празници, зашто тие се тука дојдени за плодење, да ни помогнат да биде плодна годината. Прочкарите, од која ќе се врзат, ќе се облечат, одат во обход, во поход на целиот град, а 60-тите години се памети дека дури автомобили превртувале. Толку биле опасни и под ритуално дејство, не само пијани, туку тоа е ритуално расположение. Кој човек ќе го сретнат, морал да си плати откупнина за животот, значи да пушти пари во кантата, иначе знаели да го натепаат дури луѓето и обично точно многу се плашеле луѓето да ги сретнат. Тие одат по сите кујки на касапите, собираат пари, масло, брашно, се што му треба, граф исто така, за на чисти понеделник да го направат познатиот касапски град горе на Манастирче, на Дезеро, кој во него нема ни една капка вода. Се вари исклучиво со масло. И тоа е најсладкиот град што можете да го замислите. Исклучиво е ова не го знае. Да, еве на чисти понеделник јас ви препорачувам да појдите да видите како тоа изгледа в понеделник, да видите како го слават касапите ден денес, кои се измените, би било драгоцено и за етнологијата да го снимите и да го имаме како материјал. Ова е супер и дефинитивно ќе се потрудиме да го направиме. Да. Значи, од чисти понеделник не се мрси, се јади само посно и имаме блосоење, значи касапите овде служат да го блосојат цел град. Не само луѓето кои ги посетуваат, зошто е тоа така? Во минатото пред Втората светска војна тие биле презрени луѓе. Не ги сакале и се чувале од нив. Никој не сакал ни да даде девојче во таа куќа, например, да се ородат. Зошто? Тие работат со колење, колат стока и се во контакт со душите. Ако се во контакт со душите на таа умрена стока, тоа се тие контаминирани, затоа ги сметале за опасни. Има такви занаети кои не биле баш многу на цена. Да, тие заработуваат, но не се на цена, така да се изразам. И заради тоа тие, како еснавски празник, почнале да го слават. Имаме дури и на почетокот од 20 век, имаме траги од тоа запишани, дека уште тогаш бил еснавски празник, но можно е да е и со постар датум. Иначе имаме примери кога се слави, например, Либера кога се славела, или посебно кога се Менадите,
кршките свештенички и жените други, значи предводени од нив, трчале, раскинувале, значи животни, се мачкале со крв, како еден вид маскирање и морале да каснат и сирово месо. Значи, тоа е еден спомен на тој стар матриархат, кога се броело само сродството по женска линија, не по машка линија, и тоа е сето одразено во тие обичаи. Еве, точно да речеме, во струмите на тримерите можеме да го видиме во составот на маските, облекувањето во сирови кожи, тоа однесување драмските елементи, дека умира стариот дедо Орач, се раѓа нов Орач, шеговити сцени со попот што кади со лути пиперки. Иако имам и тоа видено во оригинал, знаете, тоа бега народот како солза без да имаш фрлено. Има многу обредни елементи, да не би било сето тоа интересно, значи, за гледачите да го објаснам. Има многу обредни елементи кои се многу посебни за овде и се исчезнати на некои други места. Главно, нашата прослава, самата прочка, барем поминатото, беше мощно оригинална за тие касапи, а денес, знаете, имаме организирана форма, луѓето се собираат, се послабо и послабо за жал, но тоа е тоа, духот на времето. Веќе се модернизира, имаме модерни маски кои што се почести, али добро колку толку, мечкарите се уште ги имаме, да, во доволно голем број за да се направи едно карневалско дефиле. И колку што следиме, мислам, доволно следиме дека и одат и по меѓународни карневали, ја представуваат Македонија, го представуваат Прилеп како град кој потекнуваат како автентична маска. Така да дефинитивно една од работите кои што треба да ги негуваме и дури на некаков начин да се помалку, ама да се вложува, да се одржува, затоа што е една од работите кои што не се извозни, а супер автентични. Добре, тука треба да се даде насока, тука фали многу, знаете, некој ќе речи, јас секогаш викам мажот треба да ја помага на жената дома, да се работат заедно, но викам, кај што ќе фати женска рака се гледа. Така и овде. Ако не фати стручна рака, малку тешко да работите, бидејќи ова... стручњаци, клајте рака. Тоа си е работа на локалната самоуправа, таму си има здружение, значи тие си ја тераат работата. Ако треба, како ние вака од преку камери да тропниме, да викнеме со мечкарски стап, со некоја маска. Нема од 96, значи сето тоа се следи, таа че си има судбина, самата прочка, самиот обичај, како и пивофестот, како и сите други наши манифестации јавни, че си ја имаат судбината спрема тоа каков е кадарот и човечкиот потенцијал, какво е водството. Какво водство, таков аутфит, ние што викаме, или производ. Па да го завршиме муаветов тука, мислам дека свирната објаснивме, прочка ја објаснивме детално, да закажеме средба за Великден од прилика, затоа што мислам дека ни веќе во овие посни дни многу муавети не треба да се свртиме малку кон небидување многу суетни, да се исчистиме, да се испостиме и како што е традиционално да ја завршиме емисијава, помалио стално вели проштавај за изминатава година. Проштено од мене и од Господ, проштавај и ти ако нешто сум сгрешил. Простено и од мене и од Господ, кој што е традиционално, а вие бидете живи и здрави, проштавајте ако сме ви сгрешиле нешто во изминатава година. Се надевам дека во ова што следи ќе ви носиме уште поинтересни, уште позабавни содржини, а работиме на многу нови работи, така да ОТВМК ќе ви изненадува за многу брзо време со интересни производи. Се гледаме следна недела во нова епизода од Отворени муавети.